Добре дојдовте во Бизнис објектив. Германската економија се соочува со сериозни предизвици, а ефектите од глобалните случувања се повеќе се чувствуваат и кај нас. Неколку странски компании што работат во Македонија веќе најавија затворање. Од владата велат дека нема простор за паника. Дел од инвеститорите си заминуваат, но на нивно место доаѓаат нови. Сепак, податоците на Народната банка укажуваат дека ако приливот на странски инвестиции продолжи со сегашното темпо, тешко дека годинава ќе го достигнеме рекордниот износ од 1,2 милиарди евра странски директни инвестиции од лани. Во првите 6 месеци од 2025 година забележан е прилив од само 221 милион евра. Деталите на оваа тема ги има Ирена Чачкова. Кризата во Германија полека но сигурно навлегува во македонската економија. Странските инвеститори, кои долги години се тука, почнаа да ги чувствуваат последиците. Оние кои раководат со нив стравуваат дека ова е само почеток. Ова што се случува во Германија и во светов неизбежно има влијание на ОДВ Електрик, бидејќи целата наша трговија се е базирана на светскиот пазар. Во моментов почувствуваме едно мало лабавување на пазарите, ама се уште немаме намалување на поборовачката. Тоа што го чувствуваме во овој момент е дека оваа година добивме многу помалку нови проекти за воиднина. За гледачите на Телма, кои што можеби не се толку добро информирани, проектите во автомобилската индустрија траат по 7 години. И ние сега работиме за проекти што ќе почнеме да ги произведуваме за 1 до 2 години и ќе траат наредните 7 години после тоа. Тоа е тоа што се забележува. Едноставно на светскиот автомобилски пазар доаѓа до една голема промена на фокусот. До многу скоро, до пред короната, пред 5 години, центарот на автомобилската индустрија беше Германија. Скоро целата иновација се случуваше во Германија, врвните брендови беа во Германија. Во овие 5 години драматично се промени ситуацијата. Тоа не дојде преку ноќ, туку со помош на новите погони, хибридни и електрични возила. Сега центарот на иновациите се наоѓа во далечна Азија, односно во Кина. Две поголеми компании, Дура и Аптив, се пред затворање на своите погони во зоната во Скопје. Други се борат со бројката на вработени, трети се принудени да ги намалат смените. На европскиот пазар, со кој најмногу соработуваат, владее стагнација во автомобилската индустрија. Со тоа се отвара поголем простор за влез на кинески возила. Па така, заклучно со третиот квартал, продажбата на овие автомобили ја надминала продажбата на корејските возила. Се очекува да ја надмине и на јапонските коли, што е лошо за инвеститорите во Македонија, затоа што тие не се нивни клиенти. Царините кои се поведоа од страна на Трамп за пред се премиум производителите на возила од Европа, каде што најголемите нивни пазари се во Соединетите американски држави, тие 15% дополнителна царина, претходно таа царина беше 2,5%, влијае потенцијално на продажбата на Мерцедес, на BMW, на Porsche, на Range Rover, на највисоките модели на овие производители. Имаме производи за тие компании и ако ги видите последните бројки за профитабилноста на овие компании, видовте дека профитот на Porsche во првите 9 месеци на годината е намален за над 95% споредено со минатата година. Слично се случува и со Мерцедес, слично се случува и со Volkswagen, не само заради американскиот пазар, но и заради драстичното намалување на нивниот пазар нуден во Кина. Кина беше главната локација каде германските производители го правеа профитот и беше најголем пазар, не за премиум производителите, но за другите производители од Германија и сега таму има голем притисок, можеби делумно и од национална гледна точка да се купуваат кинески возила, а истовремено американскиот пазар е под притисок заради царините. Со проблемите наметнати од оваа криза, секој инвеститор во земјава самостојно одлучува како ќе се бори. Можам да кажам дека ние како компанија, заради специфичноста на производите и она што го имаме за плагин хибридни електрични возила, посебно од Volkswagen групацијата, успеаваме оваа година на ниво на Костел Македонија да го зголемиме обемот на работа споредено со минатата година за 60%, што е несвојствено за она што се случува во индустријата. Секоја компанија прво сака да го задржи нивото на профитабилност. Тоа значи дека треба да се зголеми нивото на ефикасноста и да се зголеми продуктивноста. Тоа може би да значи дополнителна автоматизација и во некои компании нам релативно мало намалување на бројот на вработени може да значи неколку работи. Да се намалат
работите за викенди, кога понекогаш имало потреба од прекувремена работа, тоа не значи секогаш 3-сменска прекувремена работа. Може би 1 до 2 смени, па сега се намалува обемот, или има прекувремена работа само на одредени производни линии, но не целата фабрика. Понекогаш може некоја производна линија да не работи целосно 5 дена во неделата во 3 смени, туку 1 или 2 дена работата да е двосменска, наместо тросменска. Од Джонсон Мети, компанијата која со години функционира во зоната во Скопје, во писмен допис до Телма соопштија дека тие го намалиле бројот на вработени во производството, но успеали и да вработат. Во изминатиот период нашиот фокус беше кон адаптирање на услугите за нашите клиенти и изголемување на нашата конкурентност со цел обезбедување нови долгорочни договори. За нашата водечка фабрика во Скопје, оваа промена представуваше прилагодување на сменските модели водено од дисбалансот на понудата и побарувачката на краток и среден рок. Ова, за жал, резултираше со намалување и реорганизација на ограничен број на работни места. Точната бројка за 2025 година е тешко да се специфицира од причина што во истиот период креиравме нови работни позиции во новите оддели за сметководство на метали и поддршка на информацијски технологии, оддели што работат на поддршка на целата корпорација. И од германскиот производител на батерии БМЗ, кој работи во зоната во Скопје, поради губењето на големи клиенти пред неколку дена од компанијата покренале постапка за несолвентност за неколку своји клучни единици. Раководните лица на странските компании тука сметаат дека во вакви услови, кога и земјава кубури со работна сила, повеќе треба да се насочиме кон тоа да ги задржиме постоечките, а не толку на привлекување нови. Универзитетскиот професор Треновски смета дека е крајно време да се среди функционалноста на системот во земјава, бирократските процедури, корупцијата и долгите судски спорови, нешто на што реагираат инвеститорите. Голем дел од компаниите кои функционираат во нашиот најголем трговски партнер Германија се соочуваат со огромни предизвици. Значи, веднаш ви имате последици кои се одразуваат на нашите компании. Голем дел од овие компании веќе имаат намалување 15-20% и повеќе од своите вработени или ги држат на определено принуден одмор и така натаму, затоа што побарувачката е намалена. Имате други причини, како што беше Ван Хол и некои други, кај што определени синџири на набавка привремено прекинуваат, предизвикуваат вие да не можете да го комплетирате производот. Па тоа останува на залихи и така натаму. Значи имаме причини кои се поврзани со глобалните случувања. И сега вистинското прашање е точно вие што го поставивте, што може ние да направиме во ваквата ситуација кога имаме глобални случаи и кога имаме голем број и недоследности, односно потреба од подобрување. Што можеме да направиме? Јас мислам дека е потребно и дојдено е време веќе за сериозна промена, односно унапредување на стратегијата на привлекување на странски директни инвестиции. Таа е веќе подолг период, го отслужи своето и веќе е време за нова приказна. Дојдете, имаме ефтина работна сила, веќе не функционира. Можеби треба да дојдеме сега со нова приказна. Дојдете кај нас, ние имаме квалификувана силна работна сила, имаме добри услови, бизнис клима и имате држава која може да биде ваш партнер. Меѓутоа за да ги привлечете сега можеби се потребни и некои други промени, односно да видиме кои се тие клучни сектори. Можеби не е потребно генерално привлекување. Вие спомнавте. Дајте да видиме кои се тие клучни сектори кај што може да ги привлечеме. Имавме една анализа за мапа на инвестиции за нашата земја, кој покажа, например, дека во делот на автомобилската индустрија, во делот на IT индустријата, во делот на агро и производството на одржливо производство на храна, ние имаме определени предности. Вториот дел е уште поважен. Што да направиме со компаниите кои се веќе дојдени? Пошто ви имате компанија, не значи дека не мора да значи дека морате гринфилд да обезбедите инвестиции. Вие можете, се разбира, ако заминува да обезбедите нова, меѓутоа ако имате определена, вие е многу важно да ја задржите. Значи да обезбедите услуги на оние aftercare услуги, на задршка и обезбедување на определени услуги за компаниите кои се веќе тука. Време е, имаме агенција за индустријските развојни зони. Таа агенција треба да има квартална и месечна проверка на движењата, случувањата во овие компании кои се наоѓаат во зоните. Јас би ги нарекол црвени знамиња, да видиме дали имаат работници, дали имаат порачки. Има ли таква? Има годишни, ако ги гледате анкети, има некои интервјуа, меѓутоа јас не знам, не сум сигурен дали има системна проверка на ова. Кога викам систематски, тоа не значи само детектирање, дека проблем е работната сила. Преземање на низа мерки во која вклучени владата, вклучено Министерство за образование, Министерство за финансии, Министерство за економија во решавање на проблемот со кој се соочуваат тие компании. Значи, црвени знамиња, привлекувате, се грижите да обезбедат, ако нема определени добавувачи, вие влегувате веќе во системот да обезбедите, ако можете од дома да лиценцирате, треба да се вклучите стопанските комори или да обезбедите, да поканите, да ги мрежите со некој од регионот. Се со цел вие да задржите странската инвестиција да остане тука. Државната помош која ја добиваат странските компании за сега е доволна, но за прв пат се случува да доцни. Оно што сакам за државната помош да кажам дека оваа година прв пат имаме девијација.
заради изборите се уште не е исплатена државната помош. 12 години се исплаќа државна помош на време и имало не знам колку избори, никогаш не дошло до доцнење. Оваа година прв пат не се исплаќа со информација дека тоа заради локалните избори. Тоа е нешто што мислам дека не и треба. Дека има намалување на ставката странски инвестиции, покажуваат и бројките од Народната банка, па така за половина година лани изнесувале околу 560 милиони евра. Сега во истиот период се нешто над 220 милиони евра. Премиерот Мицковски пак тврди дека во 2024-та во структурата на инвестициите имало трансфери од мајките фирми. Инвестициите кои што се оваа година се структурни инвестиции, односно инвестиции кои што се буквално во нови производни капацитети и така натаму. Додека пак, ако ги гледате минатата година 6 месеци, ќе видите дека се тоа трансфери од мајките фирми кон керките фирми поради одредени околности. Но истовремено, ајде сега да ги погледаме податоците од Народната банка во делот на кредитирање и на населението, и на правните. Ете тоа. Расте и тоа расте со 13-14%. Тоа е споредено со европскиот просек од 2-2,5%, 7 пати повеќе. Тие луѓе земаат кредити за да инвестираат во сопствени асети, односно во сопствени производни асети, кои што ќе додадат вредност во македонската економија. Но на што е клучно и за економистите и за главните менаџери на странските компании е дека заминувањето на било кој инвеститор од тука не треба да се занемари. Треба да се свати сериозно и да се работи на тоа да не замине друг. Со затворање на еден погон, без разлика дали станува збор за мала или поголема компанија, од една страна губи економијата, од друга се полни листата на невработени. Од Советот на странски инвестиции одамна предупредија дека кризата во Германија кога тогаш ќе се прелее и кај нас. Според Заводот на статистика во Германија, автомобилската индустрија таму губи речиси 49.000 работни места, што е рекордно намалување досега. Тука завршува ова издание на Бизнис Објектив. Благодарам за вниманието, а секако ве поканувам да не следите и на нашите социјални мрежи. Пријатно од мене.